do të flasim pak më tepër për sigurinë e grave në hapësirat publike, për të parë se cilat janë rezultatet në fakt të cilat kanë dalë nga një hulumtim i cili është bërë së fundmi. Kam shumë kënaqësi të kem në studio dy vajza me të cilat unë bashkëpunoj shumë shpesh, Ana Bojčevska-Mitrevska dhe Jana Dimitrova. Добре дојдовте. Добре најдовме. Како се чувствувате сега пред камерите? Океј е? Океј. Океј. Со домаќинка како тебе, како може да се чувствувам? Да го поздравиме баба ти? Баба ти те гледа? Да, поздрав до баба ми. Прв пат кога ти е у телевизија, така е. Да. Секогаш ќе те гледаат. После тоа никој не те гледа више. Ќе зборуваме денеска за безбедноста, што е навистина многу сериозна тема, особено во просторите, во јавните простори. Што ве мотивираше баш токму на тоа тема да го направите истражувањето? Да. Ова истражување што го спроведовме при крајот на изминатата година и на почетокот на оваа година е всушност трет бран на истражување на безбедноста на јавните простори, реактор истражување во акција. Прв пат го има спроведено ова истражување во 2012 година, втор пат во 2019 година и сега е еден трет бран, со тоа што сега решивме освен во Скопје да излеземе и малце надвор од Скопје и да видиме каква е ситуацијата и во Тетово, и оваа година тоа го направивме со поддршка на фондацијата Квина Тил Квина и британска амбасада. Што не мотивираше? Тоа што во меѓувреме се имаме по некакви податоци за разни форми на насилство врз жени, главно за семејно насилство, за насилство во училиштата и слично, меѓутоа недостасуваат и систематизирани податоци за родово базирано насилство на јавните места, а нашите истражувања покажаа дека тоа е и прилично присутно, со тоа што освен опсегот и разните форми на насилство со кои се соочуваат жените на јавните простори во градот, важно ни беше да ја провериме и субјективната перцепција за нивната безбедност, односно колку жените се чувствуваат безбедно на прво место кога ги користат јавните простори во градот и кои се тие фактори што влијаат на тоа чувство на безбедност или небезбедност. Кои се главните наоди од истражувањето? Многу се наоди од истражувањето. Некои најважните. Најважните, она што мене, да речеме, лично ми беше најзначено е дека различно е чувството на субјективната перцепција на безбедност, која што ја спомнав, е различна дење и ноќе, односно кога се стемнува, тој страф и тоа чувство на небезбедност значително се зголемува, па така дојдовме до податок дека 1 од 5 од жените кои учествуваа во истражувањето, речиси не излегле ни еднаш сами ноќе во последниот месец, а речиси половина од нив тоа го прават само ретко. Други наоди кои што се многу значени е токму тие фактори, кои се околинските, кои се личностните фактори што влијаат на чувството на небезбедност. Од околинските видовме дека најмногу влијае лошото осветлување во градот и тоа, например, за Скопје е многу значајно, дури за централните локации на градот кои што се уште не се добро осветлени. Понатаму просторите каде што нема луѓе, каде што нема мобилност на луѓе, исто така се доживуваат како небезбедни и многу е значајно тоа што недостатокот на видливо полициско присуство исто така влијае врз субјективната перцепција на небезбедност. Од личностните фактори тука најмногу улога игра тоа да се биде сама жена на јавен простор во градот, со тоа се зголемува чувството на небезбедност, но и начинот на кој што жените се облечени влијае врз тоа колку безбедно ќе се чувствуваат. Па така понатаму гледаме во истражувањето дека жените кога ги користат јавните простори го носат товарот и на грижа на тоа како ќе бидат облечени за да избегнат несакано вознемирување. И краен главен наод, ајде да кажам, е во еден дел од истражувањето опрашувавме за перцепцијата на жените за веројатноста да им се случи нешто и колку од нив имале лично искуство или познаваат жена на која што и се случила некоја форма на вознемирување и насилство. И видовме дека тие бесконтактни форми на вознемирување, како што е свиркање, дофрлување, зјапање, непристојни коментари за физичкиот изглед, се многу широко распространети. Меѓутоа, од друга страна, воопшто не се пријавуваат во полиција и кога имаме една таква ситуација на однесување од другата страна, кои што ни создаваат нелагодност или страф, а не ги пријавуваме, само праќаме порака
дека се нормализираат, ги нормализираме на тој начин затоа што нема институционално адресирање на овие форми на насилство. Како беше спроведено истражувањето, кои методи беа користени, за да знаеме нели како беа одговорите дадени во истражувањето? Имаше повеќе фази во текот на истражувањето. Прво почнавме со преглед на достапна литература, потоа имаше правна анализа за да се согледа правниот и институционалниот контекст на родово базирано насилство кај нас во Македонија. Потоа ова беше проследено со квантитативен дел од истражување на централни локации во Скопје и Тетово. И сега важно е тука да се напомене дека просечната возраст на испитаничките е 30 години и заради тоа наодите што ги имаме не може да се генерализираат за пошироката популација, ова е важно. Да. Ама за тоа во квалитативниот дел успеавме да допреме до групи на жени кои што не беа фатени како дел од квантитативниот дел, како на пример маргинализирани групи на жени, исто и представници од институции и други истражувачи. И секако на крај имавме и 4 прошетки за оценка на безбедноста во Скопје и Тетово во декември и февруари. И во принцип тука идејата беше жените да се постават како главни експертки во јавниот простор за да се оцени урбаното планирање во контекст на чувството на безбедност. И од тука се здобивме со многу конкретни информации како физичкиот простор влијае на стравот, кои делови од градот во Скопје и Тетово се поризични и кои делови, например, и во текот и на денот и на вечерта може да се сметаат за по-безбедни. Имаше нешто што ве изненади, шокира, некој податок што не го чекавте? Јас можам да се надоврзам за прошетките. И во Скопје и во Тетово голем проблем беше тоа што имаше многу паркирани коли на тротоарите. И ова секако дека обструира слободно движење за пешаците и во главно фрустрацијата најчесто насочена кон возачите, зошто се тие паркирани таму. Ама од квалитативните наводи свативме дека ако се согледа пошироката слика, може да се види дека возачите се таму паркирани бидејќи нема доволно паркинзи. Да. А зошто нема доволно паркинзи? Заради тоа што има погрешно издадени дозволи за градби кои што не се во склад со потребите на заедницата. И тука на крај, во неколку пати во текот на истражувањето, дојдовме до заклучокот дека корупција лежи зад завесите. И сега идејата е всушност да се отстранат сите тие однесувања кои што го ставаат, го приоритизираат личната корист врз општото добро. Така што тоа беше некој заклучок што си го повторувавме. Ана, имаш нешто друго? Да. Имам нешто, кога разговаравме што е тоа, можеби што најмногу не изненади, за мене беше многу значајно што еден дел од истражувањето се однесуваше на стратегиите што жените ги преземаат за да се заштитат кога ги користат јавните простори и видовме настрана од стратегиите кои што се зависни од технологија као звонење на телефон или пуштање локација на мапа, во фокус групите со повозрасни жени, кога збореа за нивната младост и кои стратегии ги преземале за да се заштитат, видовме дека стратегиите се исти низ генерациите, односно дека трансгенерацијски се пренесува знаењето дека е побезбедно кога си одиш дома сама навечер да го држиш клучот меѓу прсти. За некој ако те нападне, тоа го споделија жени што го правеле во 80-ти и го споделија млади девојки што го прават во 2025-та. Имаше и некои други такви стратегии кога свативме дека технологијата ни дава дополнителен начин, меѓутоа клучните, главните кор стратегии за самоодбрана се пренесуваат низ генерациите жени. Значи, продолжуваме на истиот начин да се штитиме. Да, тоа е точниот збор што го барам. За жал. За жал, да, дефинитивно. Сега, мислам дека е важно да зборуваме малце и за формите на вознемирување, затоа што има повише форми кои беа најважните што беа што жените можеби највише се вознемируваат на таква форма. Ана ги спомна вербалните и невербалните форми, како што се свиркање, зјапање, довикување, коментари за физичкиот изглед. Да. Ама имаше наведено и некои посериозни форми како што се физичко попрачување на патот и демнење, а секако имаше изразени форми на сексуално вознемирување, например јавната мастурбација
2/3 од испитаничките изјавиле дека се соочила со ваков инцидент или познаваат познаничка што се соочила, додека на пример веројатноста дека ќе се случи физички допир без дозвола е пониска, половина од испитаничките исто имале ваков инцидент или познаваат познаничка што имала. Така што идејата беше ние да се отвори простор да се пријават најразлични форми со идејата дека не вреди ништо да се премолчи. Во принцип да се опфати целиот спектрум на насилство и вознемирување. Има конкретни места кај жените се чувствуваат небезбедно во Скопје и во Тетово, некои конкретни места што можеби ќе треба да ги спомнаме? Да. Не би лично не би зборела за конкретни локации затоа што тоа што тие се наведени како понебезбедни не значи дека периферните локации не се безбедни, меѓутоа тоа што беше нова информација за нас и што сметаме дека е значајно да се сврти внимание, што и во Скопје и Тетово на пример, околината на универзитетските кампуси многу често беше спомната за небезбедна. Тоа е простор во кој што се движат многу девојки, многу млади девојки кои што се уште поранливи. Дополнително централните делови од градот исто беа спомнати и во Тетово и во Скопје, делови од градот за кои што нашата перцепција претходно беше дека има висока мобилност, дека се движат луѓе, меѓутоа се уште се доживуваат како небезбедни. Парковите, особено навечер, тоа можам да го кажам вака специфично дека на пример во Скопје градски парк, во Тетово жена парк беше наведен, дека навечер поради лошото осветлување не се безбедни за... Да, и сега кога размислувам во Тетово баш тој дел нема ни осветлување и блиску до автобуска станица, место каде треба да се движат. Каде што потребно е да се движат и ја би го издвоила јавниот превоз како еден специфичен јавен простор во кој што жените се многу ранливи. Имаме податоци дека 2/3 од корисниците на јавниот превоз се жени, што значи дека тоа е прилично женски јавен простор, ајде така да го кажам, меѓутоа воопшто не е безбеден за жените. Зошто? Затоа што прво го нема доволно, второ кога ќе неопходен е за да можат да стигнат на работа или на училиште, и второ кога ќе влезат натре многу често знае да е голема гужва, што ги зголемува шансите да бидат изложени на некаква форма на насилство, а ја намалува можноста да можат да побегнат ако видат дека нешто се случува. Кога е гужва во автобусот не можат да се преместат ни на другиот крај од автобусот, а камоли да излезат во сред возење не можат. Да, ова мислам најверојатно во Скопје повише затоа што Тетово најмалку се користи јавниот... Поспецифично е за Скопје, така е. Да. А како се снаоѓаат жените во ова реалност? Во принцип, има многу вртање наоколу, тргнување поглед од мажи во близина, менување на самата рута од А до Б, помалку излегување навечер и менување на облеката за да не се предизвика несакано внимание и секако носење нож или клучот меѓу прсти како што спомнана. Да, клучата често навистина. И сега во принцип она што покажуваат овие стратегии дека жените на некој начин го намалуваат своето автентично постоење и го ограничуваат лично сопственото движење со цел да се чувствуваат безбедно. Дефинитивно. Решението не лежи во тоа, туку во пошироки системски промени на повеќе нивоа, и од аспект на општината, и аспект на полиција, и општо... Да. Сега ми текнува во социјалните мрежи имаше еден пост што би сакале, ако не постоиле мажите воопшто во светот, што би сакале да направите? Да излезам да се прошетам на рад. Да, тоа беше одговорот. Во два научи, да. Тоа беше одговорот на повише од жените. Ги спомна општината, полицијата, медиумите, каква улога имаат во оваа проблематика? Сите сме дел од оваа приказна и сите носиме никаква одговорност. За безбедносните структури би рекла дека можеби е се уште потребна дополнителна сензитивизираност за разни форми на родово базирано насилство. Знаеме дека се работи на тоа поле, знаеме дека постои некој напредок до некаде во сензитивизираноста за семејно насилство, меѓутоа од тоа што го видовме на консултативните состаноци и на фокус групите со жени е дека овие форми баш на
бесконтактно насилство не се препознаени како родово базирано насилство и тука се уште треба да се работи на учење на овие структури чија што улога е заштита, да ги препознаваат и да знаат како да ги адресираат. Локалните самоуправи имаат поразлична одговорност. На прво место е урбаното планирање. Урбаното планирање мора да вклучува жени и кориснички на јавните простори за да ги адаптира на начин кој што ќе биде соодветен за нив. И тука важно ми е да спомнам дека ние кога зборуваме за жени не зборуваме само за општата категорија жени што е половина од популацијата на државата. Имаме возрасни жени со потешкотии во движење, имаме жени со инвалидитет, имаме мајки со мали деца кои што нема каде да се движат со количките. Значи, збориме за основна пристапност на јавните простори и исто така на локалната самоуправа можеби и одговорноста да се креираат содржини за комуникација помеѓу граѓаните. Она што го видовме ние од истражувањето е дека нема настани, ајде вака да се изразам, на кои што ќе можат да се дружат меѓу себе граѓаните генерално и кои што ќе имаат дополнителна функција да ги заземат јавните простори, да ги направат повторно со висока сообраќај, пешачки сообраќај, со високо присуство на луѓе, осветлени и побезбедни за тоа. На медиумите Рита, ова е улогата, да зборуваме за овие работи, да имаме простор, да зборуваме за овие работи, за да можеме да ја пратиме пораката дека не се нормални и не се типични однесување, ни свиркањето, ни дофрлањето на улица, ни допирањето без дозвола и дека треба да можеме да ги адресираме како заедница. Дефинитивно. Моето следно прашање би било за инфраструктурата. Ги спомна некои работи, но кои се најважните наоди за инфраструктурата? Дали имаме инфраструктура што ви озможува на жените да се движат безбедно? Во принцип, осветлувањето тука доаѓа да нем најмногу до израз. Фактот што нема доволно осветлување, ама дури и кога има, не е добро одржувано. Второ, лошо асфалтирани патишта. Ова е проблем не само за жени пешаци, туку и посебно за лица со попреченост и мајки со колички и помлади деца. Ова е проблем бидејќи во случај за обид на бегство, ова ќе биде проблем. И исто така, нивото на хигиена е ниско. Ова беше забележано и во Скопје и во Тетово. И ова е проблем бидејќи дава впечаток на напуштеност, дека тука нема институција што се грижи и што има одговорност. И ова дефинитивно негативно влијае на чувството на безбедност. Што треба да направиме? Кои се најважните препораки што ги имате? Океј, знаеме, не е безбедно за жените, знаеме некои локации. Што треба да се направи за жените да се чувствуваат безбедни на јавните простори? Па, ако треба да издвојам топ 3 работи, првата секако би било осветлувањето, тоа што и Јана го спомна. Тоа е првиот чекор за да можеме да зборуваме за други работи. Урбано планирање, ќе кажам повеќе од 3. Видливо полициско присуство, тоа ни се потврди во неколку наврати низ истражувањето дека кога има полицајци се чувствуваат побезбедно? Дека се чувствуваат побезбедно, ама и дека се намалуваат шансите некој да направи нешто ако види полицаец во непосредна близина. И сега тука важно ми е да кажам дека збориме за полицаец во униформа, за да биде видливо, за да биде препознаено дека има некакво присуство и можеби на некое повисоко институционално ниво да се развијат политики кои што ќе политики и стратегии кои што ќе ги адресираат овие форми на бесконтактно насилство, односно форми на насилство за кои што може и да нема физички докази. Некоја последна порака можеби за нашите гледачи, затоа што стигнавме на крај, знам дека многу брзо поминува времето, но нешто дополнително, нешто што можеби заборавив да ви прашам? Да, јас имам. Би сакала да го искористам овој простор и фала ти, Рита, за тоа, за да го свртам вниманието кон платформата што ја имаме за пријавување насилство на јавни простори. Тоа е моментално е веб страна reagiraј-бидибезбедна.mk.
Ова го развивме уште во 2012 година, сега го заживеавме пак и сакаме да го одржиме во живот. Сакаме да вклучиме релевантни чинители во приказната за да можеме да направиме и апликации за мобилни телефони. Што значи таа платформа? Значи дека жените кои што посведочили или доживеале родово базирано насилство и вознемирување на јавните простори, може да го нотираат на таа платформа за да добиеме една мапа на тоа кои се точките, кои се темните точки во градовите каде што се зголемува веројатноста за насилство. Идејата е оваа мапа потоа да ја користиме во комуникација со релевантните чинители за да може превентивно да се работи на овие простори и да се зголеми токму тоа безбедносно присуство за да ги направат побезбедни. Реагирај, биди безбедна.мк. Фала ви многу. Јана, Ана, што бевте денеска со нас. Мило ми беше да разговараме на тема што мислам дека е навистина важно за сите жени во целиот свет, не само во Македонија, но особено во Македонија. Јас ќе ги прашам и нашите гледачи да ни пратат пораки дали се чувствуваат безбедни и кои мислат дека се најважните проблеми во нашиот телефонски број, ако може од регијата да ни помогнат малце со телефонскиот број 078 452 935 е бројот на кој може да ни пишете на Viber и WhatsApp. Кои мислите дека се најважните проблеми кога се движите низ јавните простори и дали се чувствувате безбедни ако сте жени, ако сте мажи, нема врска. Вие разговаравте само со жени, ние ќе разговараме и со мажи. Фала ви многу, уште еднаш. Фала и на тебе. Фала ти, Рита. Ndërkohë që ne të dashur miq kemi përfunduar kështu bisedën për ditën e sotme, lusë regjin të na ndihmojnë me numrin e telefonit në të cilin mund të na shkruani në Viber dhe në WhatsApp në mënyrë që të marrim përgjigjet tuaja, ndjeheni të sigurt në hapësirat publike, si gra sidomos, cilat mendoni që janë problemet kryesore me të cilat përballeni dhe normalisht gjithçka që mendoni që duhet ta dimë ne. Kemi 20 minuta kohë, do t'i lexojmë përgjigjet tuaja në fund të emisionit. Ky është numri i telefonit në të cilin mund të na shkruani 078 452 935.